врска со денешната средба на коалицијата, сакам да потенцирам дека Социјалистичката партија на Република Македонија останува активен член во оваа коалиција. Денеска имавме финална фаза во вклопување на нашите програми, за програмите кои што ќе бидат предмет на настапи на изборите и се разгледуваа повеќе ситуации во Република Македонија. Социјалистичката партија упатува апел кон сите политички субјекти на вистина да пристапат многу сериозно кон овој изборен процес, бидејќи тој е еден од најзначајните во Република Македонија. Граѓаните на Република Македонија заслужуваат да имаат фер, слободни и демократски избори и во таа насока техничката влада да биде на оваа позиција, максимално да пружи секакви напори за да можат овие избори да бидат и фер и демократски. Сите чинители кои што се во Република Македонија да ги оправдаат очекувањата од граѓаните. На 5 јуни да имаме кристално чисти, фер и демократски избори. Тоа го должиме и на стопанските субјекти кои што повеќе пати во сите овие изминати години не се обезбедени со услови да има секој 4 години избори, туку на вистина на секој 2 години избори кај нив предизвикуваат потреси во своето работење. Значи и од таа страна предизвикот е голем и сите можни стопански субјекти треба да бидат сигурни дека што се однесува до нас ќе се потрудиме максимално овие избори да бидат стабилни, да бидат наредните периоди што е возможно пошироки полиња на нивно делување, се мисли на стопанските субјекти, на целокупното стопанство, инвестициите да продолжат со несмалено темпо, странските директни инвестиции да го продолжат своето делување, исто така како и домашните стопански субјекти, на работниците и на сите граѓани кои што работат да им се обезбедат сигурни услови на финансирање, добри плати на пензионерите, пензии, во тој дел значи да се пружи максимална поддршка, а она што се очекува од граѓаните е да си го исполнат своето граѓанско право и да си настапат на избори како и секогаш со свое слободно убедување, да пристапат кон своето давање на глас без никакво двоумење, без никакви притисоци како и до сега. И затоа сметаме дека сите политички субјекти, пред се мисли и на опозицијата, треба максимално да го преиспитаат и да го разберат значењето на овие избори. Меѓународната заедница од нас очекува да одговориме на овој предизвик, а во интерес на Република Македонија, доколку овие избори бидат на 5 јуни, фер, демократски, слободни и на крај на денот во 7 часот да се објават изборните резултати, да се даде и да се подаде рака на оној што победил од страна на оној што е поразен. Македонија само може да добие, Македонија треба да чекори напред, Македонија го заслужила тоа, а особено граѓаните кои што секоја втора година на вистина се досега не тероризирани, меѓутоа се многу притиснати да мораат да внимаваат секој 2 години парламентот да се распушти, да има ворени избори, да се обструира работењето на институциите и така натаму. Благодарам.